гледачи. Драго ми е што сте повторно тука со мене и во ова моје видео. Бидејќи дел од називот на овој канал е зборот паметен, решив во ово видео да зборуваме за тоа како да ја смените тастатурата на вашиот паметен Android телефон од латиница во кирилица. И тоа не на било кој, туку токму на Huawei Pro 20 Mate и Huawei Pro 30 Mate. Морам да напоменам дека еден од нив воедно и поседувам и сум презадоволна од истиот. Имено, кога го снимив во ведното видео за овој канал, сватив дека всушност немам кирилица на мојот телефон, па така, инспирирана од оваа моја потреба, а и поттикната од тоа дека постојат и други луѓе кои се сретнале со овој мини проблем, а се уште не нашле решение на истиот, решив да го снимам ова видео, каде што ќе ви покажам како да дојдете не само до македонски фонт на тастатурата на вашиот смартфон, туку до тастатура со кој било фонт од понудените се разбира. Па, да почнеме. Најпрвин, кликате на Settings и потоа одите најдолу во Систем. Следно, притискате на Language and Input и на SwiftKey Keyboard. Потоа на Languages. Сега во мојов случај јас имам инсталирано и активирано 3 јазици. Тоа се, како што гледате, англиски, германски и словенски. Тоа се трите мои јазици. Сега имам потреба и од македонски јазик. Долу се наведени различни јазици. Така што можам со скролање надолу да побарам македонски јазик или едноставно горе, каде што е полето за пребарување, да напишам Македонијан. Кликаме на македонски и, како што можете да забележите, македонскиот фонт се додаде во моите останати јазици кои што се инсталирани. Сега тука имате копче да овозможите таа тастатура, кај мене се моментално сите 4 јазици возможени, или да ја оневозможите. Како ќе знаете кој е моменталниот фонт на кој што работи телефонот, најдолу имате во круг тастатура нацртана, притискате. И сега во моментот кај мене е прикажано дека имам и германски и словенски. Тоа можете да го забележите на типката Space. За да направам замена помеѓу фонтовите, односно да сменам некој друг фонт, ја задржувам типката Space, односно копчето Space, и се движам лево или десно. Во случајот сменав на англиски и ево на македонски, како што гледате, буквите се во кирилица. Значи, воопшто не е тешко. Тоа беше се за ова видео, драги гледачи. Се надевам дека истото ќе ви послужи, а ние се гледаме во блиска иднина со нови содржини. Имајте убав остаток од денот. Па!